Јелена пак лакира? Жими мајка Тони ми рече. Махс ду вица? Абе како виц бе, дај баталете, тој има поважна работа. Вас. Ќе ми дајте еден слободен ден ако ви кажам една дојава? Дојава? И таман идев да уплатам нешто, кажувај. Не таква дојава бе. Каква? Денес доаѓа вонредна санитарна инспекција у пансионов. Инспекција? Од каде тебе таа информација? Си имам разузнавачки служби, ма? Добро, тоа кај проблем, кај нас се во ред во пансион. Добре, да, се си окей. Ти има нешто друго кажеш, Јелена? Можеш, да? Дадам пола слободен ден. Цел. Јас би го дал цел. Ти е задолжена за кој денес бита? Ајде. Ја! Ајде бе! Јелена рецепционерка, Јелена хаусмајстор, Јелена кувар, уше самар да ми ставите, па сите на ушка да ве носам ако може. Јелена, кога треба кобила, јас тебе известам. Сега шнил бите којна ти одговорна денес, данкешен. Дур си ти тука, кобила, фала Богу, нема да ни треба. Вас? Корне орли збира. Враќено. Каде сега тоа? Абе, тоа е од тој италијанецот уше пред некој ден, болен беше човекот, си повратил, шо? Баш ми се жалеше кога си идеше, кога демек тука се разболел. Он пред 3 дена одјави, Јелена. Еде! И ти тоа не изчистила 3 дена. Ја! И ја да чистам повраќаници на косил. Си се ја и во чискома, тие позапатени били и ќе дојдат за една недела. Дека ќе го запознам со Димитар. Абе, ајде брат, зашто ти не му кажеш на Тони да те запознае со Димитар, шо? Ке си го видиш човекот, ке си процениш сам. Ти ако стварно мисламе дека Тонче само тебе те сага. Да, бе, го видов преска. Бе, знаеш како бе? Катастрофа, брат. Очите црвени жар. Абе, се откорна од плачење. Не претерувај се. Ај, молим те, вети ми дека ќе размислиш, а? Не биде пеер. Шо? Доаѓаш на посета? Секој ден. Не го знаеш што си мисля? Не е најболе еден интерен оглас да објавиме за позиција и некој од вработените да те замени, што викаш, а? Подрум, хорор, катастрофа. Никој не чисти, како бомба паднала. Ја джогинг не може, ама гледам газдарица, планинарење може, така? Аба не за мене стап. Тачно не е став за тебе? Јелена, ја тренирала кошарка кога била во школа. Извини, кога беше тоа, пред или после Втора светска војна? Срам те било. Не за мене стап за коста, оди на планинаре со планинарке. Добро утро, Јелена. Добро утро, Ула. Гутен моген, Тони. Ула, имам една сјајна идеја. Што велиш подрумот да го претвориме во фитнес центар? Тоа вундерба идеја, ама многу скапо, Тоне. Добро, ќе ја разгледаме понудата, ама пред тоа имаме една многу важна работа. Вој па, само за работа да е. Арбајтен, кажи што? Да се исчисти подрумот. Ќути, фала Богу ми завршува смената. Јелена, нема смени денеска. Денеска ќе работиме сите. Шефе, извини, ама јас си закажав на фризер. Локни ме што да кажам. сака джогира, Јелена, а не да оди на фризер. Подрумот ни е препон со ствари. Најавиле невреме за денеска, ако не поплави тешко нас. Какво не време? Пороен дожд попладне. Шефе, ја доле ствари немам. Кој има, нек си прибира, нек си чисти бе. Јелена, тоа се ствари на пансионот. Добро, ќе ти платиме преку времено. Ама шефе, Дупла дневница? може. Нема дупла дневница, тоа не постои, тоа И но... плюс, сакам да идам на планинарење со Коста и со планинарките. Добро, дупла дневница, фризер, тоа преспав часте. Многу дарежлива, ма ти. Добро утро. Што се чудиш бе? Кај ви работам трета смена и подрум сега треба да чистам. Не знам јас тоа. Јас не сум одавде. Па да бе, брат, ти само фините работи ги правиш, а јас една мочана дупла дневница овдека. Дупла? Сакаш да се менуемо? Само таа девојка да чисти подрум. Нека бе, брат, и мене ми досади бирото. Ти мислиш и ова за пари го правам? Да се размрдам од себе. Не време ќе имало. Кажувале на радио у автобус. Најн, тоа попладне, талат. Не попладне. Јужните краишта предпладне. Те тоа попладне. Ја Коста ќе мора да се гушне со тоа планинарките под некоја стреја. Ваков гром. А сечеш ли се лепи громе мој? Нека најцло под намо под сала. Значи, заграми, на песнава ми текнува најака крај. Нема поја. И за 7 дневници не ви чистаме, така да си знаете.
Добро, ама не ти е мерак што сега ни заличе подрумчето? Ефтен ми е мерак што ни заличе подрумчето, шефе. Па нема ништо по-секси од чисто подрумче. Сега ќе се отидам кај тетка ми, се ја пунам кадата и 7 дена не искачам од неа. Ако што гледам и дека стигнал и мистер Джим, може па и општи да не се врата, ма шефе. Добро, Јелена, добро, ако тоа те прави посмирена, еве сега, за сега ќе се откажам од идејата за отварање овде фитнес центар. Талат си дојде Коста? Не, газда, уште не се вратил. Добро, одам јас да се истуширам, видиме ломсум, ќе видиме после што ќе правиме со Коста. Ја бе, шефе, видиме, кога дочак да сум паднала. Добро, добро, Тала, дај и не за една соба гостинска. Опа! Се вратил планинарот. Изгледа како од Монтеверес да го спуштала. Коста,